Добре, криптоентузијасти, денеска имаме едно многу битно видео со оглед на фактот дека моменталната ситуација на пазарот е крајно драматична, но интересно е со тоа што луѓето најчесто имаат краткотрајна меморија. Тоа е многу интересна работа. Посебно сум изненаден најчесто од луѓе кои се многу подолго на пазарот, кои што веќе го виделе се тоа, значи ништо ново не име, но повторно се изненадени кога ќе се случи, разбирате? Значи, знаете како? Фат на пазарот, она што моментално гледате позади мене, е уствари fear, uncertainty and doubt. Од каде потекнува? Потекнува од моменталната ситуација која што да речеме ја прави ситуацијата на пазарот нестабилна. Односно, тоа се најчесто вести, некаков тип на економски појави кои што прават луѓето да не знаат во која насока ќе се движи пазарот. Најчесто надолу, затоа и уствари е практично негативна појава претежно, со тоа што сега знаете како? Проблемот е што многу често реалната ситуација на ФАТ е само за да прикрие нешто што во позадина се случува многу поголемо од оно што моментално ние го гледаме. Зошто? Значи, не знам, сигурно до сега сте виделе многу случаи, сега ние ќе разговараме само за економски дел, во кој што одредена сила со цел да направи нешто многу поголемо, така, во позадина, ќе направи некаков тип на скандал, некаков тип на нека негативна вест, која што ќе ја завземе енергијата, односно практично ќе го припои целото љубопитство на секојдневниот човек за да не види што уствари се случува во позадина. Сега ние, значи, прво ќе објасниме како ово што моментално Америка го прави е само веќе видено нешто од страна на Кина. Веќе претходно го имаме спомнато ново, сега ќе го спомнеме во детали. Со тоа што ќе користиме одредени датуми, ќе искористиме одредени случувања и како Кина се однесувала пред да направи CBDC на својата територија, каде што поголемиот дел од луѓето кои што моментално гледаат ова, барем нели, кои што јас ги следам и кои што да речеме на некој начин се согласувам со нив, се консултирам, мислиме, значи дека ова е буквално истата ситуација која што моментално ја гледаме, само копираат она што Кина го направи пред неколку години и дополнително ќе напоменеме една многу битна ситуација во Македонија која што на сличен начин го направи тоа што сега моментално го гледаме на глобално ниво, со тоа што верувам дека оваа македонска ситуација е многу блиска до одредени луѓе и многу подобро би ја сватиле. Сега, значи пред да почнеме со целата оваа ситуација, само уште еднаш ќе напоменам. На вистина ова видео е можеби најблиску до она што ние постојано го кажуваме, не гледајте што ви кажуваат, гледајте што прават. Кога гледате одредена вест, не ја гледајте површно. Значи не гледајте од типот што моментално они се обидуваат да ви стават во глава. Туку гледајте веста, но потоа преработете ја да видите што потенцијално уствари они би добиле од тоа вие да ја прифатите оваа вест. Значи, иако нормално е дека мораме да следиме вести, неизбежно е. Значи, главниот дел од информациите сепак на крајот од денот најчесто доаѓаат од оние најголеми јавни куќи на известување. Но битниот момент е како вие ќе ги прифатите тие вести. Тоа е она основна работа на критично размислување, каде што вие треба критички да се настроите кон веста и да видите што уствари се крие позади истата. Размислувајте со сопствена глава. Тоа е она што се обидуваме да ве натераме на овој канал, а нормално секој од вас треба да одлучи сам како сето ова ќе го протолкува. Ова е една наша, на некој начин не теорија, туку очигледно веќе видено што моментално повторно се случува. Нормално образложено со факти. Значи нормално ќе направиме ние соодветна техничка анализа, но прво сакаме да објасниме од каде сето ова и зошто токму сега. Значи првата и најбитна работа која што мораме да објасниме е како се прави ФАТ со цел нешто многу поголемо да помине во позадина. Прост пример. Зошто, значи Кина знаете дека многу пати до сега има направено бан на криптовалути од различен карактер. Со тоа што во ОА на CoinDesk, да речем, историски направена колумна е буквално застапено хронолошки кога и каков тип на бан има направено Кина, со тоа што ова ние ќе го претвориме во реалната слика во позадина. Значи Кина, нормално оние кои се подолго на пазарот, овој 2013 година, јас лично не сум го видел, нормално се огледа фактот дека тоа е многу рано на пазарот. Но следните 2017, 2019, 2020 и 2021 јас ги живеев, значи буквално ги поминав и ги следев ситуацијата кога тоа се случуваше. И од ова уствари потекнува она изрека во криптосветот, значи нема bull market без Кина да го банира биткоин, се разбираме, или криптосветот.
Значи, секогаш кога ни ќе почнат да банираат, се спремаме за bull market. Со тоа што најбитни и клучни во оваа ситуација ни се банирање до 2019 година на Bitcoin mining, 2020 кога ваквото банирање практично и нели борба против криптовалутите се на некој начин заостри многу, со тоа што резултираше со целосно банирање на криптотрговија, поседување и мајнинг во 2021 година. Мораме да напоменеме дека до ден денеска не е противправно да поседувате криптовалути во Кина, но не можете да ги купите и не можете да ги тргувате. Во превод, оние што си купиле на време, може да си ги имаат, но не може да ги продаваат, не може да ги купуваат, не може да ги тргуваат на никаков начин. Така да тоа е една многу чудна работа, но нели, нема да навргуваме од тоа. Од каде се тоа? Така, значи да погледнеме од каде. Кина во 2020 година, значи во април, прави enrollment на CBDC, односно во оваа ситуација, значи они се обидуваат да го применат CBDC на цела територија. Сега, ваков тип на голема појава, која што пара, значи буквално целото општество да ја прифати. Не можете вие да смените еден целосен паричен, односно финансиски систем, а населението да не го прифати. Истата ситуација со Нигерија. Значи, вие ќе имате не месеци, години во кои што луѓето ќе обиваат да го прифатат тоа како да речем нова финансиска појава, доколку не најдете начин како да го направите, без при тоа или да имаат начин како да се бунат, или пак дури ни да не приметат дека тоа се случило. Слично на оваа ситуација, значи Кина тоа успешно го направи, со тоа што ваквиот општ бан кој што следеше од 2019, значи гледате како 2019, 2020 имате reinforcement ramp up, односно одека веќе се засилува овој бан, за 2021 да имате целосен бан на трговија на криптовалути и майнинг. Зошто? Затоа што од 2020 година вие официјално имате пилот програма за вашиот CBDC. Со тоа што вие не може да си дозволите конкуренција. А нормално сите знаеме дека CBDC, односно тоа се дигитални валути на Централна банка, се директен компетитор и обратно на криптовалутите. Зошто? Затоа што тоа е уствари иста технологија, која што во криптовалутите е децентрализирана, а во Централната банка е целосно централизирана и практично регулирана, како и водена од самата Централна банка, односно од оние органи кои што ја владеат државата. Така да, како вие наједноставно ќе примените нешто? Многу едноставно. Прво правите фат, со кој што вие правите општа паника на пазарот, каде што во исто време многу малку вести испадна за пилот програмата во која што практично вие имате воведување на еден цел нов финансиски систем, но во тоа време, посебно оние ако се сеќаваат кои што беа дел од криптопазарот, целиот свет беше уствари загрижен за хешрейтот на биткоин, затоа што имаме 65% од хешрейтот на биткоин директно во Кина. За да ви покажам колку голем беше тој на некој начин страф, вака ги направи. Значи јас имам хешрейт, биткоин хешрейт, само да ви покажам колку беше голем. Значи ќе го погледнеме хешрейтот на месечно ниво и ќе погледнеме што се случи во тој период. Гледајте овде. Значи ова е буквално кракдаунот во Кина. Гледајте, 2021 април. Тоа е една година по официализирањето на пилот програмата на CBDC во Кина. Што се случува? Вие имате пад на хешрейтот, гледате овде, најголем пад во историјата на биткоин. 47%, тоа е половина од машинеријата на биткоин престанала да работи во тој момент. За истиот понатаму нормално да го победи се тоа, но тоа не го менува фактот дека ваквиот фат, посебно на криптосекторот, едноставно прави толку многу голема паника, што вие не гледате што се случува позадина. Односно, вие се обидуваат да ви направат практично поведување на еден цел нов економски систем, но вие се фокусирани на тоа што они се обидуваат да ви го прикажат. А што се обидуваат да ви прикажат? Нормално тоа е приказна во која што вие треба да бидете уплашени и да се секирате за вашите потенцијално крипто, да речам, инвестиции. Посебно замислите колку биле засекирани луѓето кои што имале таму огромни майнинг фарми кои што мораше да ги префрлат во Казахстан, во Тексас, во не знам каде. Така, значи тоа е оној фат кој што се обидуваат да го направат на целата територија со цел да можат да прикријат она што навистина се случува. А тоа е во оваа ситуација голем ристарт на финансискиот сектор кој што веќе функционира. Значи од 2021-2023 благодарејќи на банот на криптовалутите, со кои што ги правите нелегални на цела територија, вие немате друга опција освен да прифатите во оваа ситуација
дигитален јуен. Значи немате друга опција. Вас ви е илегално да тргувате биткоин, илегално да плаќате и купувате во биткоин. А со оглед на фактот дека они сваќаат дека 65% од мајнингот се одвива на кинеска територија, тоа е огромен потенцијален проблем за CBDC, затоа што вие имате веќе вкоренет, зборуваме дигитален систем кој што може да го замени економскиот и финансискиот, тоа е биткоин во оваа ситуација, кој што 60% доаѓа од вашата територија. Нормално дека вие имате проблеми дека тоа ви представува на некој начин потенцијален голема пречка на вашиот проект кој што се обидувате да го реализирате. И што се случува 2 години подоцна кога они конечно официјално и веќе де факто го користат дигиталниот јуен, сега можеме да ја прифатиме назад кога нашиот дигитален јуен веќе функционира на целата територија на Кина. Сега се пишманиме и нормално Кина, значи Кина да си дозволи нивната комунистичка национална телевизија, која што повторно се нарекува CCTV, значи тоа е добар штос, но како и да е, интересен вид. Значи на нивната официјална телевизија да дадат дека во Хонг Конг се отвара официјално крипто и дека ќе почне да се тргува за физички и правни лица, тоа значи дека Пекинг стои позади. Тоа значи дека Mainland China заедно со комунистичката партија го дозволуваат тоа, се разбираме. Значи, гледате што се случува. Си го направиле тоа што требале да го направат, поминале слоновите позади завесата, додека вие сте гледале у некоја илузија која што моментално ја правеле. Сега може нема проблем, затоа што слоновите поминаа се на сигурно. Сега можеме да го вратиме крипто како трговија на територија на Хонг Конг, а верувам потоа и во Кина. Сега, посебно за оние кои што се малку постари во Македонија, кои што се сеќаваат, јас иако сум бил дете, ова на некој начин го имам следено и понатаму да речем имам некои интересни информации, но нели ќе бидам како да кажем, ова е малку сензитивна тема и се обидувам да не го обврзам мојот јазик премногу, затоа што нели многу уши слушаат, како и да е, ќе бидам концизен и прецизен. Значи можеби се сеќавате, можеби не, но Бранко Црвенковски, сега не се сеќавам дали беше премиер или председател, навистина не се сеќавам, на 9 јули 1997 година организира полициска акција во која што се апси Зекирија Реджепи, тогашен градоначалник. Со тоа што кој е уствари во целата оваа ситуација, нели, битниот момент. Значи, моментално во овој момент зборуваме сега 9 јули 1997 година, знаете дека инцидентот е за прв пат се поставува албанско знаме во Гостивари во Тетово и се апси тогашниот градоначалник, ако не се лажеме, овој Зекирија Реджепи. Со тоа што да не навлегуваме, пак ќе кажем во политика, денеска нема македонско знаме во македонски градови таму, што е жива срамота за Македонија, но како и да е. Поентата е дека поради ваквиот инцидент настапува една голема драма во која што можеби се сеќавате, можеби не, но полицијата беше активна во овие два градови долго време. Че јас иако бев дете, јас се сеќавам на тие инсерти од телевизијата каде што се зборуваше за нели нереди, за нели напади на полицијата од страна на албанското малцинство, како и да е. Зошто е тоа толку битно? Сега не навлегуваме во постојаните тензии помеѓу македонци и албанци. Навлегуваме во фактот зошто токму 9 јули 1997 година и кои се тие слонови кои што поминале во позадина. Вака сега ќе ви покажам. Значи, во исто време, додека се случуваше сето ова, каде што нормално целосната македонска јавност е исклучиво преокупирана со оваа тема, гледайте што се случило. Значи, оно што многу малку од вас знаат. Значи, на барање на тогашниот председател на ММФ, Мишел Камдеси, значи, сите гомна во Македонија доаѓаат или од Америка, или од Европа. Сите гомна, до едно. Сега ќе ви покажам уште еден таков пример, кој што нормално знаете и сами дека ни е доста секојдневие во Македонија. Значи, гледате што се случува. На барање на овој председател да се направи, гледате што барале да се направи. Девалвација на денарот од 16%. Тоа значи дека на 9 јули, додека целата наша македонска јавност нормално била преокупирана со вестите кои што кажуваат за потенцијална граѓанска војна, гувернерот на Народната банка на Република Македонија направил девалвација на денарот за 16%, што практично во ова време е уствари поврзувањето на денарот со тогашното евро, како и да е, не навлегуваме во тоа, не е битно, но моментот кој што треба да го забележите е, на никого во Македонија не било се едно, ја верувам дека ова дури не било ни на вестите.
дека изгубил во само еден ден 16% од својата заштеда. Значи 16% од својата куповна моќ. Истата оваа ситуација, значи гледате како многоја карта која што е многу битна и која што во оваа ситуација е болна и за едната и за другата страна, за да успеат двете страни да бидат толку фокусирани на она што моментално ви го покажуваат, за во позадина да ви направат вакво уште покатастрофално случување, каде што вие едната страна смета дека не знам овие се виновници, другата страна смета дека овие се невини, а во позадина владата успеала на двете страни поштено да им намали 16% од целокупната куповна моќ и 16% од се што имаат практично заштедено во еден ден. Во еден ден 16%, замислете. Значи тоа е да сте имале да речем 1000 денари, така, и 160 денари некој да ви ги земе во еден ден. Сега, ваквите случувања, затоа што ова верувам дека многу поблиско би ви било од се останато, значи како што напоменав, ова е поврзано со моменталната ситуација во која што вие практично треба да го поврзете, значи денарот со во оваа ситуација, значи само да го најдам тој дел. Да, значи гледате, прифаќањето на еврото како номинално сидро, практично како она што моментално го користат стейблкоините, за да ви биде практично валутата стабилна. Со тоа што повторно, ваквата стабилност сте ја платиле со 16% девалвација на вашата валута во еден ден. Тоа би предизвикало дефинитивно граѓанска војна. Сега, од досегашната драма која што можеме да забележиме дека истата стратегија се користи моментално и од самите американци. Ништо ново, веќе видено, тоа се прави постојано кога нешто големо треба да помине во позадина. Сега, во истата оваа ситуација кога се случува овој Operation Choke Point 2.0, каде што ја гледате соодветни значи адвокати веќе направиле буквално се што до сега е опфатено, значи ова ќе го оставам во позадина, значи може да видите многу подетално обработено во однос на тоа што моментално се прави со цел, значи Федералната банка да го сузбие крипто секторот. Дори и тоа го напишале. The Federal Bank Regulators come for crypto. Значи ова не е локален хир на СИК, на СЕК, ова е моментално една буквално борба на администрацијата на Америка против крипто секторот. Но зошто? Значи повторно, зошто токму сега, ова они можеа да го направат 2019 година. Зошто кога беше кракдаунот на Кина, кога направија 2021 целосен бан на мајнинг, зошто тогаш држави во Америка нудеа хали, нудеа, не знам, ефтина струја, бенефиции, само за да ги добијат мајнерите на биткоин, нели, оние големи фарми, за сега да се случи обратното, односно сега имаме ситуација во која што сега не ги сакаме повеќе, така? Значи сега се закана за, не знам, климата, сега се, нели, секаков си проблем, така да во оваа ситуација што еднаш ќе напоменам. Ова потекнува од една основна причина, тоа е FedNow. Сега, што е CBDC? Рековме, CBDC представува централна дигитална валута која што е директно контролирана и организирана од самата централна банка. Која е централна банка на Америка? Федералната резерва. Федералната резерва моментално введува нова услуга, која што се нарекува FedNow, која што по дефиниција ни представува a new instant payment infrastructure developed by the Federal Reserve that allows financial institutions of every size across the US to provide safe and efficient instant payment service. Што е ова? Што е ова ако не е CBDC? Очигледно се уште не користат технологија на Ledger, но тоа не го менува фактот дека ова е буквално истото што крипто до сега го возможуваше. Значи, кои беа првите удари на крипто сектор? Ги затворија сите банки кои што го нудеа ова. Ако се сеќавате, значи Silvergate банката имаше посебен, погледнете во видеото кога разговараме за Silvergate, каде што објаснивме за целата ситуација, имаше посебна услуга која што работеше 24/7 со цел да овозможи на сите големи клиенти непречено да имаат on и off ramp во крипто сектор. Овозможено од банкарскиот сектор. Наеднаш тоа очигледно е проблем, затоа што ова што не го опишуваат овдека, односно instant payment infrastructure, значи инфраструктура која што ќе дозволи инстантно префрлање на средства од една на друга сметка, која што е развиена од Федералната резерва, која што овозможува на финансиските институции од било која големина на цела територија на Америка да овозможат
safe and efficient, значи сигурно и ефикасно инстантно плаќање. Кој го возможува тоа? Криптосекторот. Сите проекти кои што моментално се во криптосектор преку Ledger технологијата ова го возможуваат одамна. Сега најнаш ако вие имате крипто, зошто би прибегнале да користите FedNow? Значи ако имате вие криптоиндустрија во која што непречено може да праќате и примате прост пример, биткоин мрежата. Непречено може да праќате и примате било каква голема количина на капитал без при тоа да имате потреба од трето лице, како во ситуација FedNow, немате потреба од банкарски сметки, немате потреба од фи, поголемо од оно што го плаќате, а е минимално, така, и немате никаква контрола. Најнаш, зошто вие би прифатиле? Првенствено гледано поради контрола. FedNow ќе ги надгледува сите овие трансакции, ќе може да ги забрани, да ги врати, да ги заплени, да ги замрзне, сите овие трансакции. Зошто би прифатиле ви ваква услуга ако имате друга, која што моментално ви нуди се обратно? Ви нуди приватност, ви нуди брзина, ви нуди никаква контрола, така? И сега наједнаш, како FedNow би можел да го спротне овој слон, ако вие имате компетитори кои што нудат сето ова што не може да го понуди FedNow? Нормално, ќе ги уништите. Затоа и прво што направија? Прво го нападна секторот кој што нудеше, односно оние две големи банки, кои што нудеа на големите менувачници on и off-ramp 24/7. Сега такви банки на територија на Америка не постојат, така? И сега, од каде сето ова? Еве од каде? Значи FedNow е главниот слон кој што се обидуваат да го спротнат во позадина, додека ние гледаме во операцијата Choke Point 2.0, која што моментално се повеќе се засилува. Зошто се засилува? Значи за само еден месец од сега треба да настапи FedNow. Како ќе настапи кога вие се уште активно имате тргување на криптовалути на територија на Америка? Која е најголемата менувачница на територија на Америка? Coinbase. Ако вие елиминирате Coinbase од страв, поголемиот дел од луѓето веќе нема да користат крипто затоа што очигледно може да им бидат замрзнати средствата. Нешто што ќе го разговараме малку подоцна во однос на Binance US. Идејата е исплашите ги доволно луѓето, нема да им биде проблем да користат FedNow. Дури нема ни да премедат. Ќе си речат зошто повеќе Америка ми го дозволува, што сега да се малтретираат на менувачници кои што утре може да бидат банирани, средствата може да им бидат замрзнати, вака директно преку FedNow лесно, така. Сега тоа што вие жртвувате моментално целосна приватност, тоа е сосема друга работа. Што жртвувате во било кое време да ви бидат замрзнати вашите средства поради хир на некој политичар, некој бейби бумер, така. Значи тоа е тоа, се разбираме. Значи нема никаква разлика, исто. Оно што гледа моментално е само копија. Значи имате засилување на ова, да речем, хајка против криптоиндустријата, точно пред целосното имплементирање на CBDC-то на Кина. Ова е CBDC, ова е активен CBDC, затоа што технологијата ниту во еден момент они не ја даваат да видиме што е. Може би е Ledger технологија, така. И сега на страна сето тоа, сега да видиме што прават моментално, че очигледно е дека тоа е. Се разбираме? Зошто? Ја не гледам причина, ниту гледам докази дека е нешто друго. Ниту јас, ниту многу од оние кои што го следат овој сектор. И сега, зошто, значи како што напоменавме, зошто токму во оваа ситуација, зошто сега, како што кажеме, така? Значи имате само еден месец. Се додека имате големи менувачници кои што се наоѓаат на територијата на Америка, кои што може и понатаму да ви дозволат трговија и да купите и продадете, кои што понатаму може да ги користите и за peer-to-peer трансакции, имате проблем. Кога тоа ќе го снема автоматски, вие имате никаква конкуренција на FedNow во моментот. Никаква. Значи ќе помине глатко. Од друга страна сите се фокусирани на Coinbase. Дали Coinbase ќе преживее? Гледајте го слонот во позадина. Не слушајте што ви кажуваат, гледајте што прават. Сега, нормално што ви е потребно кога правите ваков тип на глупост, така. Во Македонија ви беше потребен Бранко Црвенковски, така. Потребен ви е некој што е доволно влијателен, во секој случај кловн, кој што ќе ја земе целата оваа работа на својот грб и кој што нормално ќе има некои жртви, некоја драма, некого да жалиме, некого да навиваме, така. Целата оваа драма е направена со цел ваквите пањачовци, кловнови, да ја земат целата оваа паника на себе си, затоа што најчесто се некои небитни фаци кои што ќе бидат целосно заборавени, исто како и оваа келавава жаба. Значи и понатаму нормално, ако он искрено не успее во политичките води, ќе биде сигурно доволно платен за да не мора да се секира понатаму веќе за неговата кариера, а во меѓувреме, како што кажав, ќе поминат сите овие слонови во позадина. Сега, овде во оваа ситуација, овој кловн
Пред само неколку години, како што може видите овдека, 2018 година, тоа се само 5 години. Слушајте што кажува овој клоун, за понатаму нормално сето ова да се смени кога ќе стане председател на, тоест канцелар на СЕК. Now in the U.S. and in many other jurisdictions that 3/4 of the market are not ICOs or not what would be called securities, even in the U.S., Canada, and Taiwan, the 3 jurisdictions that follow something similar to the Howey test that we've talked about. 3/4 of the market is non-securities, it's just a commodity, a cash crypto. So you'll hear debates about initial coin offerings and what's a security and what's not a security. Relevant and important debate, but for 3/4 of the market, it's not particularly relevant as a legal matter, as a regulatory matter. Brodish. So we already know in the U.S. Значи, оние кои што не разбираат англиски. Дечкото во ова видео на кратко кажа дека 3/4, прилика 70% од криптовалутите не представуваат хартија од вредност. Но тоа е во 2018 година, кога се уште не бил доволно платен. Сега кога ќе ме платат, доволно наеднаш 100% од криптовалутите стануваат хартија од вредност, така. Значи истата оваа жаба што кажува дека дури не е ни битно вика од регулаторна гледна точка дали се вика хартија од вредност или не. Сега очигледно тоа е многу променето во неговите изјави, како и да е, но истиот овој морон што бил практично во оваа ситуација професор за криптотехнологии, во оваа ситуација практично примената на криптотехнологиите и леджер технологијата во однос на тоа каков тип на капитално добро представува. Кажува дека не само во Америка, туку и во други регулативи, како што овдека е спомна Филипините, ако не се лажем и Австралија, сега не ме фаќате за збор, дека дури ни таму, дури во Америка, 3/4 од купната количина на криптовалути не представуваат хартија од вредност. Значи жално е, што само за 5 години со доволно пари нема проблем, ќе го смениме мислењето, сега се е веќе хартија од вредност. Сега, гледате што моментално прават. Значи, моменталната хајка е многу поголема од она што ние го гледаме. Сега ќе ви кажам зошто. Значи, моментално ние гледаме две жртви во ситуацијава, а тоа е нормално Binance и Coinbase. Така, сега, има многу повеќе. Односно, главните жртви сепак се Binance и Coinbase нормално, со оглед на фактот дека во 2 дена двете, да речем, топ 5 во кои што Binance е прва по големина по криптовалути менувачица во светот, добиваат тужба. Така. Но не заборавајте дека тужбата не е исклучува за Binance и Coinbase, туку тужбата, значи гледате сега до кој степен се оди. Претходно СЕК напаѓаше еден по еден проект, така. И гледате како почнаа од мали проекти со мали победи да се движат се повеќе и повеќе нагоре. Со тоа што сега веќе овие залаци кои што се обидуваат да ги проголтаат се толку многу големи што многу од луѓето дури не ни гледаат дека не се само Binance и Coinbase. Односно, во ситуацијава, они не го тужат само Coinbase, туку во исто време се обидуваат со ваквата тужба, извинете, против Binance, уште 13 криптовалути да бидат сметани за хартија од вредност. Односно, една од главните тематики на целата оваа тужба, значи главните причини поради тужбата е тоа што се обвинува Binance дека тргувал 13 криптовалути кои што се хартија од вредност. Со тоа што нели ова се практично од топ 20, 13 проекти се таму. Значи нели Solana, Cardano, Polygon и останатите, со тоа што истото се прави и во тужбата против Coinbase. Значи во оваа ситуација имате две тужби во кои што во исто време се обидуваат, значи во исто време и да нападнат Coinbase и да нападнат Binance и во исто време да докажат дека овие валути, еве гледате, значи овдека дури многу подобро прецизирано, само да најдем точно кои беа, значи гледате. Solana, Cardano, Polygon, само момент. Sandbox, Filecoin, Axie Infinity, Chiliz, Flow, Internet Computer, Near Protocol, Voyager, Dash, Nexo. Сите овие ќе бидат сметани директно како хартија од вредност доколку практично победи во оваа ситуација СЕК. Значи, гледате сега колку подмално се прави. Вие практично во оваа ситуација немате еден обвинет, имате еден куп, значи имате повеќе од 15 различни проекти обвинети. Така да, работата е многу поголема од она што моментално нас не се чини. Нормално, можеме да видиме изјавата која е дека наводно постојат регулативи, постојат правила кои што некои играчи во нели наводно криптосферата не сакаат да ги почитуваат и тоа е причината поради кој што моментално
значи имате тужба активна и против Binance и против Coinbase. Во однос на тоа како истата делува на пазарот, ќе разговараме малку подоцна. Сега моментално мораме да видиме кои се суштинските појави на самата оваа тужба, од каде се тоа потекнува и што понатаму од целата оваа ситуација. Значи, во однос на пазар пак ќе напомнам, знам дека е многу битно и ќе разговараме во вториот дел од видеото. Сега, значи, главниот момент што моментално се обидуваат да ги заплашат граѓаните на територија на Америка е дека се закануваат со потенцијално замрзнување на сите средства кои што се во собственост, односно во ситуација под старателство на Binance US. А како подобро да заплашите секој дневен граѓанин од тоа дека потенцијално сите средства кои што ги поседува може да бидат замрзнати на Binance US и да бидат замрзнати со години додека трае оваа судска битка, со оглед на фактот дека познавајќи го случајот со Ripple, кој што е моментално активен веќе 2,5 години, вие би сакале вашите средства да бидат замрзнати 2,5 години. Да не заборавиме дека Binance US практично ќе престане да постои после таков тип на замрзнување на средства. А истата оваа ситуација се заканува и на Coinbase, затоа што, значи, битната работа која што мораме да забележиме во целата оваа ситуација е да не заборавиме дека ниту Кина, ниту Америка нема ниту блиску до она глобално влијание кое што би сакале да го имаат со цел да можат да направат вистинска штета на криптосекторот. Штетата на криптосекторот еве. Значи еве, ако сакате да видите колку е моментално штетата на криптосекторот, еве колку е. Значи тоа е тоа. Се вративме каде што бевме. Целата оваа паника е да се вратиме каде што бевме. Многу повеќе се одрази на нормално алткоините кои што изгубија по 10%, а добија по 3 следниот ден, но тоа не го менува фактот дека гледано од главната која што е најбитна во оваа ситуација и која што е водилка на целиот криптосектор, ете тоа беше штетата, се разбираме. Но тоа е она што сакаат вие да го мислите. Дека ова е уствари со цел да се нанесе штета на биткоин. Не, напротив, он има многу поголема цел. Целта во оваа ситуација е искоренување на целиот криптосектор моментално од територијата на Америка со цел да може да воведат Fed Now. Нормално отворен сум за предлози ако може би има уште некои поголеми слонови за кои што јас не знам, но верувајте ми ова е доста голем слон. Значи станува збор за рестриктирање на финансиите на сите граѓани во една држава. Затоа што само за да ви станат некои работи јасни. Дури ни Федералната резерва нема одврзани раце да може да ги добие трансакциите од секоја поединечна банка, односно вашите лични трансакции. И Федералната резерва и сите останати органи мораат да бараат судски налог со кој што ќе можат да видат каков тип на трансакции вие сте правеле со вашата лична банкарска сметка. Доколку се воведе CBDC, вие директно го елиминирате овој среден дел вашата банка и целата контрола и целиот обрт на средствата и сите трансакции ќе бидат директно под надзор на Централната банка. Немате потреба од суд, се разбираме. Тоа е една од големите пречки кои што се обидуваат да ја елиминираат. Значи погледнете, проверете, ќе видите дека така функционира. Вашата локална банка не може туку така да предаде, иако тоа може би се случува по затворени врати, но не може да биде искористено против вас, тоа не го менува фактот дека легално не може да предаде ваши лични трансакции или информации за вашата сметка на било кој друг орган, доколку тоа не е дозволено со судски налог. Така да, ова директно го елиминирате со воведување на CBDC на територија на Америка или на било која држава. Затоа што вие директно ги давате вашите трансакции преку Централната банка. Сега, очигледно, нормално, главните вести кои се? Binance изгуби 778 милиони од Ethereum, не знам колку одлив имало во ред. Значи, најдов и метрик, кај што ќе можеме да видиме колку е моментално изгубен. Значи, ова е doom.com, интересен момент, каде што можеме да видиме колку се активните outflows моментално на Binance, каде што, гледаме, значи имаме еден ден од 700 милиони и еден ден од 448. Тоа се двата дена и моментално имаме 151 во текот на овој ден. Значи, моментално е 151, со тоа што 151 е така речено прилика и нормален outflow, inflow, ништо посебно, ако ги споредиме со претходните денови. Гледате, минус 100, тоа е веќе влез, нели? Па имате плюс, минус 159, плюс 100, така да, од прилика од минус до плюс 100 милиони на ден е нормален обрт на влез и излез на средства. Ова е нешто малку повеќе од нормалното, нормално со оглед на фактот дека е 700. Значи, ако ви ги покажам останатите, можеме да видиме дека станува збор за оприлика нормални inflows и outflows на Binance. Така да, паниката во оваа ситуација воопште не е оправдана, ниту потребна, кога станува збор за колку? 3 пати, 4 пати поголема сума од вообичаеното. Значи,
видовте што се случи. За еден ден се врати цената на биткоин каде што беше претходно. Така да имајте го тоа во предвид дека целата ова паника е направена со цел да земе внимание. Ова не е направена толку да наштети на глобална сцена затоа што не може. Американците се свесни дека Америка е територија која што е една и ако има влијание нема доволно колку што сака да има за да може да предизвика што сака на цел свет. Вие може да ги замрзнете средствата во Америка на Binance US, но не на Binance. Значи Binance е многу пати поголема од Binance US. Проблемот моментално е за американските државени, чии средства ќе бидат замрзнати. И да се навратиме уште на многу битна работа, пак ќе напоменеме како канал, дека вашите средства се најбезбедни во ваша собственост, директна. Дали е тоа hot или cold wallet, на крајот од денот нели останува на вас да одлучите, но се додека ги чувате на менувачица, може да ви се случи ова. Менувачицата може да биде перфектна, може се да биде како што треба, како во ситуацијата со Coinbase, и пак да биде ова моментално случај. Така да поради овие причини, секогаш е добро да имате директно старателство, директно поседување на вашите средства на, барем според мене, cold wallet. Сега, вториот дел од целата оваа ситуација рековме дека е Coinbase. Значи Coinbase моментално исто како и Binance во 2 дена, значи вие тужите две од најголемите менувачници во целиот свет. Многу паметно. Многу паметно. Значи Гери Генслер после ова може комодно да си ги совери коферчињата полека и да почне да си бара некоја, не знам, работа. Верувајте ми, он е платен за сето ова дебело. Со тоа што да не забораваме кој стои позади сето ова, значи имаме некои интересни работи кои што ќе ги објасниме пред да продолжиме понатаму да објаснуваме што и зошто е сето ова направено. Значи ако се сеќавате, има една бабетина Елизабет Уорен, значи која што моментално спрема армија против целиот овој криптосектор со цел да се сузбие криптото како најголем криминал на светот. Според неа тоа е купување воздух, тоа е инвестирање во воздух, тоа е само криминал и перење пари. Значи, само да ви пуштам нешто многу интересно. Значи, ова е по дефиниција, за ова се стрела, значи за ова се виси околу вратот, се разбираме. Ова е тоа што Елизабет Уорен не би сакала да го каже за американскиот систем, но ако ние го направиме истото во криптосекторот, тогаш ние сме криминалци. Чисто, слушнете директно од еден од конгресмените во Америка кој што е комплетно против. Значи ова е еден од најголемите сојузници на Елизабет Уорен, Брет Шерман, значи ова јас го слушав и не може да си верувам на ушите. Crypto bros make money literally by making money, and they've made over $1 trillion out of thin air. They'll accuse the U.S. government of making money out of thin air. Maybe we do, but we're the U.S. government. Ето. Значи, да преведам на некои што не знаат англиски. Вели вака, значи ова беше на едно од сослушувањата за пред Конгресот во однос на крипто ситуацијата и тоа ако не сажам беше баш кога сослушува Гери Генслер или после тоа кога беше она комисија од луѓе кои што се засегнати во крипто секторот и ги праша за стейблкоини и како да биде сето тоа регулирано. Значи, дедово, значи буквално оно што постојано кажувам на тие што се вреѓаат кога ќе кажам дедо. Дедово вели вака. Значи вика крипто брос, тоа сме ние, направија вика $1 трилион вика од вика воздух. Вика они вика не обвинили нас дека го правиме. Тоа вика, но ние сме вика владата на Америка. Значи гледате сега, ако сте владата на Америка, вас ви е дозволено да правите пари од воздух, така, да принтате колку сакате, да правите инфлација колку сакате. Но ако тоа некој го направи со математички протокол во кој што целосно заштитите вашиот капитал, имате конечно 21 милион юнити, односно соодветни парични средства кои што може да ги произведете и ништо повеќе, тоа е криминал. Но за тоа, вика, ние сме вика владата на Америка. Вика, нас не е дозволено. Значи, кога имате најголема армија во светот, што веќе не е вистина, ви е дозволено се. Значи, за оние кои што не веруваат, слушнете директно од устата на оваа стока што го води финансискиот свет во нели, глобал. Crypto bros make money literally by making money, and they've made over $1 trillion out of thin air. They'll accuse the U.S. government of making money out of thin air. Maybe we do, but we're the U.S. government. Ето. Значи, ќе го оставам за крај, уште еднаш ќе го пуштам, за да не забораваме со кого си имаме работа. Овоа се уствари оние крлежи кои што моментално не дозволуваат технологијата која што ќе го замени финансискиот свет без дали они сакаат или не, значи тука нема никаков муавет, не дозволуваат тоа да се случи.
почнувајќи, ќе напоменам уште еднаш, од тетка Елизабет Уорен, која што моментално дури напоменува дека ќе биде и следен председател на Америка, дури и мисли дека со ваква кампања против крипто уствари ќе успее да стане председател на Америка. Пак ќе напоменам да се вратиме на тој дел. Јас сум 100% сигурен дека следниот председател на Америка нема теоретски шанси да постане председател доколку има негативен крипто став, затоа што секојдневните граѓани нема да ве гласаат. Сега, ова дури е напоменато уште еднаш од самиот нормално Хоган, кој што е нели практично адвокатот на третата страна во Ripple, многу пати сме спомнале, со тоа што и истиот го мисли истото, дека моментално и Гери Генслер, и бабетинава Елизабет Уорен, и овој што го покажав, нели, Моронов, сите тие се уствари екипа која што се дебело платени да направат паника со цел да се воведе CBDC. Значи има многу истомисленици дека ова моментално е организирана хајка со цел да се направи доволно паника за глатко и нечујно да помине CBDC во позадина. Следна интересна работа. Значи, гледате до каде достигнува ретардираноста на SEC. Значи, знаете, можеби не, Coinbase представува јавно тргувана компанија, односно истата не е само криптоменувачница, туку представува јавно тргувана компанија како Apple, како Google, како Tesla и многу останати, каде што истата има и своји хартии од вредност, кои што може да ги купите моментално на Nasdaq. Во моментот кога истата се регистрираше на Nasdaq, нормално, доби одобрување од кого? Од SEC. Со тоа што ова беше, може да видите, април 2021 година, кога SEC официјално за прв пат одобрува на првата криптоменувачница во светот да има IPO, Initial Public Offering, каде што ги продава своите хартии од вредност, акции, со цел да стане акционерско друштво. Со тоа што истиот овој SEC во 2021 година, познавајќи кој е бизнис планот на Coinbase, односно дека е менувачите за криптовалути, одобрува да стане IPO. Значи тоа е под директна контрола. Тоа значи дека овде како што може да видите, ова представува S1 образец кој што мора да биде поднесен до SEC. Со тоа што ваквиот образец е наменет, кога се поднесува до Комисијата за хартии од вредност, да се образложи се што е потребно Комисијата за хартии од вредност да знае за оваа компанија, пред да донесе одлука дали ќе дозволи оваа компанија да биде акционерско друштво, односно да биде јавно тргувана од страна на берзи. И сега, во истото ова, сега нема да навлекуваме, затоа што има еден тон страници, Coinbase детално образложува дека станува збор за компанија која што е уствари менувачница, која што работи со криптовалути, каде што се наведени сите валути кои што моментално ги користи и дека нели има екстензивен случај на тоа, нели, како моментално ги пронаоѓа оние кои што ќе бидат легални, оние кои што не се легални. И сега сето ова овдека, каде што веќе детално образложиле на SEC што уствари моментално ќе работат, го одобрува. Чи април 2021 година го одобрува. Сега 2 години подоцна, тоа што одобриле дека моментално Coinbase е уствари легална, и знаете и сами дека Coinbase е најголемиот потрчко во американската историја во однос на регулатива, не постои нешто што не аплицирале, што не направиле во однос на се да биде регуларно, што е и добро во еден случај, но некога станува збор за ваков тип на корумпирана власт. Како тоа во 2021 година вашиот бизнис план е комплетно легален и вие постојано соработувате со SEC и наеднаш 2 години подоцна не е легален. Нормално, зошто не е легален? Затоа што ако единствената легална менувачница која што ги поседува сите потенцијални лиценци за работа во вашата држава и дозволите и понатаму да тргува со криптовалути, имате проблем во однос на FedNow. Значи, FedNow нема да биде толку глатко употребен ако вие и понатаму поседувате менувачница која што јавно дозволува на луѓето да продаваат, купуваат криптовалути, кои што се директна закана на FedNow. Така, сега, многу добро направено од Coinbase, морам да признаам. Значи, погледнете ова кратко клипче како одговор на тоа Coinbase колку пати се обидувал да добие јасност во однос на, нели, регулативата во територија на Америка. За тоа што можеби ќе паузираме за да ги преведеме овие работи. Вели, колку пати
Значи колку пати стейкинг е спомнато во S1 репортот. S1 репортот е, за ваша информација, ова е S1 репортот, каде што знаете дека уствари главната работа поради која што моментално се води постапка против Coinbase е стейкинг. Односно, затоа и го спомнавме ова, дека поради стейкинг кој што може да го направите на Coinbase на сите овие валути, опфатен е и Coinbase и сите овие поединечни криптовалути во оваа практично процедура. Значи сите овие валути ќе мора да се бранат, не само Coinbase. Сега, со тоа што стейкинг во оваа ситуација, значи самиот Coinbase вели 57 пати е спомнат во репортот S1 кој што е одобрен, каде што 57 пати го спомнале, ови го одобриле и сега наједнаш не се прифаќа, значи нелегално е стекањето. Така. Вели, во 2022 година само, значи Coinbase 30 пати побарал, значи guidance, односно да се дадат соодветни насоки како да се анализира овој непостоечки закон за криптовалути, со цел нели да знаат што понатаму треба да прават во својот бизнис. Процент на проекти кои што се одбиени поради нели соодветни во оваа ситуација нели легални стандарди, правни стандарди, затоа што нели има големо сомневање дека можеби представуваат хартија од вредност. Значи 90% од проектите се одбиваат поради ова, а се уште не постои легална јасност, се разбираме, значи не постои право. Да не забораваме една од најбитните работи кои што јас постојано го кажувам. Законот кој што се користи за регулирање на криптовалути од 1946 година. Активно врвот на технологија во 1946 година ни представува радио. Радио и почеток на кинематографија, нели, оние први видеа, D-Day, бла бла. Радио. Значи, имате закон кој што ја пишува во време кога радиото било топ технологија и сега наеднаш тој ист закон треба да ви биде водилка во регулирање на технологија од 21 век. Значи, само американци може да го направат тоа, или пак може би се прави со причина. Немате потреба од право кога не сакате да регулирате нешто. Значи, вас ви е потребно да не постои право. Според проценките на Coinbase, прилика 1.000.000 работни места ќе бидат изгубени, она што јас постојано го кажувам. Преселување на проекти, менувачници и капитал надвор од Америка. Односно, уште еднаш сакам да искористам ова јавна нели можност да се заблагодарам на идиотите од Комисијата за хартија од вредност, затоа што исто како Кина ќе направат многу потребна децентрализација во светот во однос на проекти, во однос на мајнинг, во однос на капитал, во однос на луѓе кои што работат во овој сектор, да се разделат на секаде низ светот со цел ниту една држава да нема преголема практично сила во однос на потенцијално регулирање или напаѓање на криптоиндустријата. Колку подецентрализиран е криптосветот, колку повеќе проектите се расширени светот, толку помала е практично моќта на одредени држави да директно влијаат врз bull market, врз пазарите, врз проектите со ваков тип на притисок. Вели, во светот моментално има 33 земји кои што веќе работат активно или го споставиле јасно право исклучиво за криптосекторот. Добар ерор звук. Колку моментално права или правила се воспоставени од страна на СЕК или Комисијата за хартија од вредност на Америка? 0. Значи, тоа е се што треба да знаете. 0. Иако сум многу против Coinbase, станува збор за исклучиво проблематична менувачите, со оглед на фактот дека се што ќе им фрлат, се ќе направат, значи сите нели контроверзни закони, се што треба, се ќе прифатат само за да опстојат, а тоа го менува фактот дека работат буквално контра на криптосекторот, исто како Ripple, да се разбереме, че не ги правдам, но во оваа ситуација се сосема право. Сега, кажеме кој стои позади се тоа, кажеме зошто стои, очигледно многу луѓе го имаат истото мислење. Сега следно што треба да поразговараме е што понатаму. Првата битна работа која што сакам да ја напоменам е дека и покрај целиот овој фат, очигледно не е толку страшно на пазарот. Зошто? Во моментот кога сето ова се случува пред само 7 сати,
Кети Вуд, може би знаете, може би не, ова е еден од најголемите пропоненти на биткоин во светот, кој што ги поседува, кој што е практично чермен на ARK Investment, е една од најголемите компании која што инвестира исклучиво во компании од иднината, како што е Тесла и останатите, каде што нормално имаат и голема позиција во биткоин и во Coinbase. Со тоа што моментално додава 21 милион во позициите на хартии од вредност на Coinbase. Значи, они практично купуваат хартии од вредност на Coinbase, со тоа и практично представуваат процентуален собственик на дел од самата компанија. Зошто сега, кога нели нормално акциите на Coinbase паѓаат? Затоа што ова нема да трае вечно. Затоа што ваков тип на големи компании многу ризикуваат со оглед на фактот дека се убедени дека крипто доаѓа, нема тука дали сакале или не сакале. Значи може би постојат некои вакви бозовци како Гери Генслер и оваа Уорен, тоа не го менува фактот дека само прашање на време кога овие дедовци и баби ќе бидат надминати. Нема дали сакаате или не, тоа што јас постојано кажувам. Не може вие да ги имате Европска унија, Саудиска Арабија, Обединетите Емирати, Хонг Конг, Русија, кои што моментално се обидуваат што може повеќе да прифатат од криптосекторот, а Америка да седи со скрстени раце со законот 46. Значи тоа е причината. CBDC верувам дека многу после тоа веднаш ќе се врати назад. Односно како што видиме и сами, значи buy the dip, така. Она моментално буквално купува огромна количина на акции од Coinbase со причина. Така, вие одлучете сами. Smart money buying crypto amid US SEC Binance crackdown. Она што веќе го објавив, може да видите и сами, иако моментално станува збор за ситуација во која што практично се гонат овие две менувачници. Значи јас лично со мојата Revolut картичка без никаков проблем и денеска и вчера успеав да купам одредени валути на Binance без никаков latency, без никакво чекање, без ништо. Значи едноставно ставаш пари, купуваш, вадиш пари, тоа е тоа. Вадиш крипто, тоа е тоа. Сакам да кажам дека барем за мене, сега за сега Binance ниту во еден момент не направил никаков проблем. Сега, дали ќе успее да преживее или не, останува да видиме. Непреживување на Binance, која што е една од потенцијалните ситуации, ќе напоменем уште еднаш, не значи крај на криптосекторот. Не знам зошто го мислите тоа, ќе ви кажам уште еднаш. Значи и пред тоа бил Mt. Gox, единствената менувачица каде што се можело да се купи биткоин, и истиот во тоа време бил она што е сега Binance. Истиот исчезнува, во ред, многу луѓе се погодени, но криптосекторот како и без никаков проблем продолжи понатаму. Не знам зашто мислите дека овие компании се клучни, да, моментално во криптосекторот, но тие работи се менуваат. Верувам дека понатаму ќе имаме други типови на шампиони. Без разлика дали станува збор за USDT, кој што е шампион во стейблкоин, или Binance кој што е шампион во менувачници, значи да, можеби ќе го афектира криптосекторот, но имате други менувачници кои што одвај чекаат да го земат местото на Binance. Како што се нели, како што рековме, Kraken, Bybit, Coinbase, други и Coinbase за елиминираме на пример. Имате многу големи менувачници кои што веднаш ќе го завземат местото на Binance. Повторно, не ставајте пари на картата дека Binance ќе пропадне. Ако Binance имаше проблем со повлекување на средства, Binance веќе ќе беше во голем проблем, се разбираме. Оно што му се случи на FTX, односно најголемиот тест за Binance моментално е повлекувањата кои се случуваат да бидат целосно реализирани. Доколку тоа се случи и не дојде до ситуација како во FTX, каде што практично вие имате момент каде што менувачиците вика мораме да ги замрзнеме средствата, не можеме да ги платиме моментално. Тоа е показател дека станува збор за манипулација во позадина. Сега за сега Binance успева да ги врати сите своји средства без никаков проблем, со тоа што ше ќе напоменам, гледаме дека веќе повлекувањата се намалени и гледаме дека веќе третиот ден почнуваат да се нормализираат како и регуларна работа на Binance. Така да, пак ќе кажам, че ова е многу поголема паника од колку што реално е. Значи, не гледате вестите што ви кажуваат, гледате што ви кажуваат официјалните метрици, значи едноставно оно што моментално се случува. Така, зборуваме гледано од соодветни индикатори. Сега, зошто токму сега, уште една причина има, каде што SEC се обидува да искористи последниот момент на нејасност на право, да направи некаков тип на штета или корист во своја нормално корист. Значи, гледате од каде потекнува. Моментално има најава поради ваквата ситуација од страна на, само да видам како се викаше човекот, значи, ово е House Financial Services Chairman Патрик Макхенри. House Financial Services е уствари оној дел од Конгресот, како комисиите кај нас во парламент, кои што се задолжени за регулирање на одреден дел од регулативата, во оваа ситуација, верували или не, фармерство и финансии. Не знам како тоа е поврзано, но кај нив таков
комитетот како и да е, кој што повикува на 13 јуни да бидат практично дели во оваа ситуација направено сослушување да се види зошто се случува се тоа. Верувам дека голема веројатноста дека ќе го видиме и дедово таму на второ пеглање пред Советот, каде што му беше кажано дека претерuje. Сега пак ќе напоменам ја, значи ваквото претерување има граници. Очигледно во Америка не се само една страна, постои друга страна која што моментално ова е веќе светла точка на крајот од тунелот, која што веќе поднесе, значи ова е претходен драфт на некој начин на закон кој што сега моментално повторно се поднесува, а тоа е the US Digital Asset Market Structure Legislation Proposal. Односно, the US Digital Asset Market Structure Legislation представува соодветен закон кој што треба да го замени за останатиот 1946 година Хауи тест, каде што преку ваквата легислатива ќе се направи нов модерен начин во кој што ќе се најде начин на кој што ќе се поделуваат токените, дали се securities, дали не се, односно дали се хартија од вредност или не. Со тоа што доколку според овие нови фактори кои што се модерни, се одлучи дека одредена, да речем, токен или кој не представува хартија од вредност, ќе биде под директна регулатива на CFTC, односно тоа е практично комисијата за ресурси. И ако се утврди дека представува хартија од вредност, ќе биде под директна практично под директно дејство на СЕК, на комисијата за хартија од вредност, што е нормално и што е очекувано. Но оваа легислатива ќе доведе до јасност на пазарот да се знае како точно може да се определи кој ни токен представува хартија од вредност, а кој представува соодветен ресурс практично, како што е биткоин во оваа ситуација. Сега, ова е, значи моментално се случува во позадина, се разбираме. И сега, колку што можам да видам јас, значи гледате, 2 јуни практично ова се случува, активно се разговара за ова моментално на самиот конгрес, значи 4 јуни, гледате. Официјално се разговара, значи имате ситуација во која што конгресмени се обидуваат да одлучат, затоа што очигледно Комисијата за хартија од вредност нема никаква врска со регулатива за крипто, се разбираме. И последниот пат самите конгресмени на таквото кога го испитуваа Гери Генслер, утврдија дека не постои јасна регулатива. Дополнително кога станува збор за стейблкоини за кои што се многу позагрижени од оние за кои што ние сме загрижени, а тоа се оние третите, значи за нив се многу побитни стейблкоините. Така да моментално гледаме дека Конгресот се обидува да донесе легислатива која што ќе биде обврзувачка и за CFTC и за SEC. Но во меѓувреме, очигледно, Dirty Gary Gensler се обидува што може побрзо да оптужи да започне што може повеќе процедури, додека ваквото право не му е одземено. Затоа што ако вие имате јасност на пазарот, тогаш многу од овие коини и токени ќе бидат отстранети од негова регулатива. Значи нема да има сила на така. Тука е уште втората ситуација во која што имаме една страна која што е практично републиканската во оваа ситуација, која што се обидува да го ублажи овој удар, затоа што, како што ви го покажав ова клипче, имате огромен одлив на капитал. И тоа беше оно што последен пат му го кажа на Гери Генслер. Значи, имате одлив на капиталот. Капиталот постојано ви бега во Кина, која што моментално паметно го презема овој капитал, затоа што гледа дека има шанса да го направи тоа од Америка. И уште една многу побитна работа за крај од овој прв дел, иако е ова долго видео, се извинувам, но едноставно премногу информации има, за да можеме туку така едноставно да ги објасниме. Гледайте ова. Че ова е моментално од Glassnode снапшот до практично средината на 2023 каде што моментално се наоѓаме. Каде што можеме да видиме исклучено за биткоин дека имаме огромен одлив на биткоин од американска територија која што е плавата линија и огромен прилив на биткоин во се што представува Азија. Оно што ние го кажуваме, оно што многу други го кажуваат, оно што Винклвос близаците го кажаа уште пред некое време, е дека имаме огромен одлив на криптокапитал од Америка и огромен прилив на истиот во Азија. Односно, оно што јас постојано кажувам, Америка не е центарот на светот, они може да се занесуваат колку сакаат. Капиталот се движи таму каде што му е олеснето да функционира. Во оваа ситуација на дигиталните, посебно овие криптопроекти, им е лесно да се придвижат, затоа што станува збор за софтвер. Не е ова фабрика па да морате вие целата фабрика да преместувате со вас. Да, на мајнерите би им било проблем, но на основните криптопроекти воопште. Чи собираш канцеларијата и одиш во Хонг Конг, тоа е тоа. Каде што гледаме дека имаме од година на година, од претходната до сегашната,
6,9% зголемување на приливот на практично во оваа ситуација биткоин кој што е купен од азиски адреси и одлив од 7,5% на биткоин кој што е практично продаден од американски адреси. Така да ова ви покажува дека уште повеќе се потврдува фактот дека треба да гледаме кон истокот за следниот bull market, не кон западот. Оставете и американците нека си се дават собствените гумнари и да гледаме како сето тоа ќе се постави сега моментално од страната на Хонг Конг. За жал, криптосекторот не е толку доволно, да речам, децентрализиран или пак голем по маркет кап, за да може да ги избегне овие политики, тоа едноставно е вистината. И мораме да се навикнеме, затоа и постојано покажувам дека колку и вас да не ви се допаѓа фактот дека криптосекторот е директно погоден од политички одлуки, војни, економски промени, немате избор освен да го следите се тоа и ако не го следите тоа, тогаш е коцкање. Вие практично се коцкате со вашите пари затоа што не гледате што се случува во светот пред да инвестирате во одредено нешто. Сега, во однос на техничката анализа, со оглед на фактот дека станува збор за 1 час видео, мислам дека не е лоша идеја сега моментално да направиме пауза, а во текот на утрешниот ден ќе направиме техничка анализа за тоа како моментално оваа ситуација се одразува на крипто пазарот. Значи, проблемот е што ако продолжим понатаму ќе биде премногу материјал и поголемиот дел од вас нема да можете да го задржите вашето внимание и да го направите се тоа, но она што сакам да го напоменам пред да продолжиме понатаму, пред да направиме нормално соодветно видео за техничка анализа, е дека очигледно гледате што се случува. Значи, во моментот кога имавме паника на пазарот, посебно поради Binance, имавме пат кој што моментално на биткоин предизвика пат од 6,5%. Така, додека во оваа ситуација обратно, значи во следниот ден имавме, кога беше Coinbase обвинет, 7,82% биткоин се придвижи нагоре. Пак ќе кажам, најголемиот негативен ефект го добија алткоините, кои што изгубија по 10-12%, затоа што знаете и понатаму постои она право кога биткоин ќе кивне, целиот криптосектор настинува, но за жал тоа е реалноста каде што се уште не се наоѓаме во full blown bull market. Така да уште еднаш ќе напоменам, премногу е долго ова видео за и понатаму да продолжи техничка анализа, затоа што има доста работи кои што сакаме да ги опфатиме, но во текот на утрешниот ден ќе опфатиме и техничка анализа и ќе напоменеме уште некои интересни работи во однос на Федералната резерва, со цел да имате на некој начин ден да го обработите се тоа, да го погледнете и да на некој начин се смирите дека барем јас лично, не гледам некоја огромна причина за паника, некој друг може би мисли поинеку, слободно споделете вашето мислење во коментар. Јас си понатаму акумулирам информации со цел да знам каде се наоѓаме, затоа што никогаш не може да бидете 100% сигурни, но како што кажаме и понатаму, значи следење на техничка и фундаментална анализа представува educated guess, односно представува да не пливате слепи во ова огромно поле моментално на економија, кое што се повеќе и повеќе расте, и да имате представа што ве очекува во иднина. Така да со ова ќе го завршам моето видео за денес, а нормално ќе направиме соодветно видео во текот на утрешниот ден, каде што ќе може да погледнете се околу техничката анализа и дополнително ќе поразговараме малку повеќе за Федералната резерва и за незините планови за следен рейт хајк во 13-14 јуни. Како и секогаш ви благодарам на вниманието. Се надевам дека сега ви е појасно во однос на тоа што се случува и зошто се тоа се случува, така да ова е фундаменталниот дел од видеото, а утре ќе го добиете техничкиот дел од видеото. Ви благодарам како и секогаш, нормално, ваков тип на материја, како што знаете и сами ја правиме исклучиво, бесплатно, со цел да на некој начин едуцираме или пак да поттикнеме желба за едукација кај македонскиот народ и целиот свет, затоа што криптосекторот може да видите и сами доаѓа и големи држави се премногу исплашени од него, затоа ги прават овие работи кои што ги гледаме моментално, но без малку сапуница, нели, без шпански серии, па нема да биде интересно во животот. Така да се што бараме од вас се лайк, шер, сабскрайб, со цел да помогнеме на алгоритмот на YouTube, да го сподели нашето видео до што повеќе македонци и нормално како и секогаш добар збор од ваша уста, доколку ви се допаѓа работата на нашиот канал, би помогнал многу за оваа бесплатна материја да биде доставена до македонците, на кои што, верувајте ми, им е многу потребна, барем за да почнат да размислуваат на криптосекторот, каде што моментално и се движиме. Ви благодарам, имате добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGameG.